Со овој ребаланс расходите се зголемуваат, но најважно е каде се насочуваат тие средства. Почитувани колеги, ако внимателно го погледнеме овој ребаланс, ќе видиме дека средствата се насочуваат токму таму каде што се најпотребни. Во социјалната политика, демографија и младите, буџетот расте за речиси 2 милиарди денари, а развојните програми се зголемуваат за 156 милиони денари. Дополнително, инфраструктурните проекти во општините растат за 200 милиони денари. Ова е порака дека владата не ги заборава и најранливите категории. Социјалната заштита расте за 1 милиарда и 838 милиони денари, а само за старите лица и детската заштита се обезбедени дополнителни 209 милиони денари. Тоа значи повеќе сигурност, поголема грижа и конкретна поддршка за оние на кои им е најпотребна. И кога ги гледате бројките сувопарно, ќе кажете да, во социјална заштита, во Министерството за социјална политика, демографија и млади имаме зголемување од околу 1 милиарда и 800 на буџетот. Меѓутоа да се потсетиме и на она кое што го зборував при носењето на основниот буџет, и кога правевме споредба со она што беше бројка во 2025 и она што беше во основниот буџет во 2026 година, имавме помалку токму во правата од социјална заштита од 2 милиарди евра. И сега нормално е, за да може да се сервисира до крајот на годината правата од социјална и детска заштита, нормално е да има додадено средства, иако барањата, буџетското барање што беше доставено од Министерството за социјална политика, демографија и млади за ребалансот и за основниот буџет беа многу повисоки од она што е дадено како средства.